Вести на Канал 8. Добар ден. Општина Кочани ја организираше презентацијата на новиот урбанистички план за спортско-рекреативниот центар Пониква. На расправата беа искажани конструктивни забелешки, а заинтересираните граѓани ќе можат своите мислења да ги достават на анкетни листови до општинската администрација. Започната е процедурата за донесување на новиот детален урбанистички план за Пониква, што како иницијатива на општина Кочани се најавуваше скоро една година. Предлог планот веќе е изработен на хартија и е ставен на увид на јавноста. Според одговорните во локалната самоуправа, измените и дополнувањата на планскиот документ се наметнале како објективна потреба заради проширување на просторот за изградба на викенд куќи во рамки на постојната населба. Тие градични парцели што ги имавме во собственост на Република Македонија, значи веќе беа продадени. Немаше веќе простор за нови градични парцели, односно за проширување на викенд населбата. Со ова измена на овој урбанистички план се добиваат некаде нови околу 60 до 70 градични парцели, кои во иднина ќе можеме да ги понудиме на граѓаните на Република Македонија. Зборам на Република Македонија бидејќи се поголем интересот од сите градови во републиката. Во рамки на процедурата за донесување на деталниот урбанистички план за Пониква, општината организираше јавна презентација со расправа по предложените измени. Со тоа веќе тече и законскиот рок од една недела, во кој ќе можат да се поднесуваат писмени забелешки. Во овој период заинтересираните граѓани и правни лица може да поднесуваат анкетни листови со предлози, забелешки и сугестии во однос на планското решение. Кон анкетните листови треба да достават копија од катастерски план и имотен лист за конкретната парцела за која што се однесува забелешката, или пак можат забелешките да бидат и предлозите за целиот плански опфат. Деталниот урбанистички план ќе овозможи и усугласување на објектите што со претходна постапка биле легализирани, односно сега тие ќе бидат вклопени во урбанистичката документација. Иако интересот кај граѓаните и правните субјекти не беше голем за јавната расправа, сепак од присутните во салата на Советот дојдоа мислење и забелешки за кои беше речено дека ќе се разгледаат и доколку се издржани ќе бидат вметнати во планскиот документ. Сочувство за загинатите бранители и на нивните семејства изрази владиката Иларион, како и здравје и закрепнување на повредените во акцијата во Куманово. Повика на сплотеност меѓу луѓето и единство меѓу политичките партии. По акцијата во Куманово и загинувањето на полициските припадници на безбедносните сили, владиката Иларион упати сочувство за загинатите. Би сакал да изразам сочувство за загинатите наши бранители, на нивните семејства, за кои што се молиме на таквите херои, на таквите бранители за татковината и за верата, Господ Бог да им подари Царство Небесно, блажен и мирен спокој, а на нивните домашни да им даде трпение, да ги утеши и да ги помилува и да ги пази и чува. Исто така би сакал да спомнам и за нашите бранители кои што беа ранети и кои што беа повредени. Се молиме за нивно здравје, побргу да закрепнат и повторно да си ја добијат она функција што си има и повторно да бидат од полза за татковината и за нацијата. Нам не ни треба војна, нам ни треба љубов, соживот и единство, рече митрополитот Брегалнички, зборувајќи и повекувајќи ги луѓето, без разлика на партиска или друга определба, во овие тешки мигови да градат соживот и единство. Со тој соживот и со тоа единство да допринесуваат да можеме преку тоа наше единство да им противречиме на сите непријатели и непријатности кои што ни ги наметнуваат и од страна, но исто така и кои што сакат да ја разнишат и вознемируваат нашата татковина, нашиот мир и нашиот опстој во ова древна земја. Ги замолувам сите политички партии во државата да бидат сплотени, да ги остават своите лични потреби и задоволства и да работат за многу важното единство на народот кој што живее во татковината, а сето тоа ние ќе го подкрепуваме, молејќи му се на Бога, Бог да испрати и сили, и мудрост, и трпение, и благослов. На крајот од повикот, владиката Иларион посака Господ да ја заштити оваа земја и народ, да испрати благослов од небото и мир кој ќе завладее во срцата на сите луѓе.
Општина Чешиново Облешево викендов ќе организира прскање против комарците на својата територија. Поради тоа испрати известување до населението, посебно до пчеларите да ги заштитат пчелните семејства. Општина Чешиново Облешево годинава прва во регионот ќе изврши третирање против комарците. Тоа беше повод да испрати и писмено известување со кое ја информира јавноста дека в недела на 17 мај во периодот од 5 до 8 часот изутрина ќе се спроведе авионско прскање против инсектите. Границата на третирањето започнува од вливот на реката Злетовица во реката Брегалница, потоа по течението на Брегалница до висина на село Теранци. Исто така ќе бидат зафатени површините помеѓу патот М5 и селото Чешиново, почнувајќи од село Уларци до Облешево. Со третирањето ќе се опфатат и населените места Жиганци, Соколарци, Спанчево, Бања, Уларци, Чешиново, Облешево, Бурилчево, Кучичино, Чифлик и Теранци. Според планирањата, прскањето против комарците ќе биде извршено на територија со површина од 900 хектари. Се известуваат пчеларите во времето на третирање и 3 до 4 часа потоа да ги затворат кошниците со пчели, заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирање врз безбедноста на пчелните семејства. Од општина Чешиново Облешево известуваат дека во случај на врнежи, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Општина Виница потпиша меморандум за продолжување на соработката со Ромскиот едукативен фонд. Бројот на роми без оформено образование се уште е голем. Општина Виница и понатаму котира високо на негативната листа на градови од регионот што имаат значителен процент на ромско население без основно и средно образование. Градоначалникот Емил Дончев неодамна потпиша меморандум за продолжување на соработката со Ромскиот едукативен фонд како главен финансиер на проектот за бесплатно образование на ромите, а беше одржана и средба во Средното општинско училиште Ванчо Праке. Општина Виница ќе го финансира до образувањето на вкупно 10 ученици, 5 за завршување на основно и 5 за завршување на средно образование. Проектот чини 106.000 евра, од кои 80.000 евра се на Ромскиот едукативен фонд, а останатите се заедничко учество на општините Виница, Берово, Делчево и Пехчево. Овој проект за втор пат се реализира во општина Виница. Првиот пат беше само со средно образование за возрастни, но овој пат вклучуваме и нова компонента, тоа е образование за возрастни, но за основно образование. Во проектот ќе бидат вклучени вкупно 80 ученици од целиот регион, од кои 40 за средно и 40 за основно образование. Поточно од Виница ќе имаме 22 ученика за средно и 15 ученика за основно образование. Од анкетирани 1356 жители, роми во Виница без основно образование се 423, а со завршено средно само 70, вклучувајќи ја и последната група од проектот бесплатно образование на ромите, во кој диплома за средно стекнаа 28 лица. Средношколци и основци од Кочани беа учесници на едукативна работилница, на која се запознаа со културното наследство во Кочани и Кочанско. Заедно со своите наставници, учениците ќе изработуваат цртежи и копии на откриените артефакти. Просторот во етно куќата во Кочани повторно ги собра учениците од основните училишта. За нив овде се одржа работилница што треба да им овозможи подобро да го запознаат културното наследство во Кочани и регионот. Таква работилница како проект беше реализирана и во 2013 година под менторство на професорите по ликовна уметност, а во организација на музејската збирка во Кочани, која е во рамки на Археолошкиот музеј на Македонија. Ќе следува една презентација за се она што представува културно наследство во Кочани и Кочанско, поаѓајќи од археологијата, значи од најстарите временски периоди од неолитот, па се до етнолошкиот материјал. Токму од таа причина и работилницата ја одржуваме во етно куќата. Децата може да погледаат оригинални изложени предмети, фотографии, ќе следува една презентација на која што ќе се запознаат и со археолошкиот материјал, и во следната фаза нивното видување ќе го преточат во изработки на некој начин копии. На работилницата учествуваа ученици од основните училишта, како и од школата за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри.
Чест ми е да учествувам на вакви работилници, бидејќи учениците имаат можност да навлезат и во една друга проблематика, во една друга материја, да искочат од училиште и да едноставно да го почувствуваат теренот, односно да почувствуваат енергијата во археологијата. Значи, археологијата, како што каже Илинка, е доста податна и интересна, инспиративна за работа. Тука има и повеќе видови на материјали, како што е, нели, глиномолот, цртежот, значи може да се допре до една историја, до предметите, значи како изгледале, како да ги замислат учениците да се вратат во историјата. Ангажирани сме со 5 ученика, со нова гарнитура на ученици. Минатата година бевме, 2013 година бевме со друга група на ученици. Учениците преку презентација од археолошки ископини, значи ќе се запознаат со тематиката, проблематиката и после тоа, значи, ќе инспирирани од тој материјал ќе треба да делуваат, значи, творечки во кој материјал сакат да работат. Реализирањето на работилницата беше овозможено како проект за кој Музеот на Македонија аплицирал кај Министерството за култура, од каде беше добиена и соодветна поддршка. Превенција од злоупотреба на дрога и алкохол беше темата на предавањето што се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Целна група беа децата од 9 оделение. Центарот за социјални услуги при општина Кочани во рамките на своите планирани активности за 2015 година организираше предавање на тема Превенција од дрога и алкохол, што се спроведе во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Опфатени беа учениците од 9 оделение. Целта на обуката е превенција од злоупотребата на дрога и алкохол и начинот на информирање за постапување на самите ученици при ваквите злоупотреби. Ваквите предавања се со цел да се едуцираат учениците како да се заштитат од злоупотребата на дрога и алкохол. Предавањето за прв пат се спроведува во Основното училиште Свети Кирил и Методи, а се реализираше и во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Следуваат спортските информации. Следува богат спортски викенд. На програмата се редовни кола, како и реванш полуфинален надпревар во женскиот куп. На стадионот Никола Мантов во Кочани Осогово забележа тесна победа над екипата на Каменица Саса со резултат 2:1, полувреме 1:0. Тоа всушност беше увертирата во 21-то коло од третата фудбалска лига Исток, во кое 1934 во Виница во 16 часот и 30 минути в недела ја пречекува екипата на Напредок Здравје Радово. Останатите двојки од колото се Плачковица Беласица, Работник Џумајлија 14 октомври 1946, Брегалница Голаков Чеполе и Тиверија Баби. Што се однесува до женската лига, в сабота се играат реванш полуфиналните надпревари од Купот на Македонија. Со почеток во 16 часот во Битола се среќаваат Топ Гол и ЖФК Кочани, половина час подосна во Скопје играат Драгон 2014 и Речица. Кочани има капитал од 12 голови од првиот надпревар, така што победата не е доведена во прашање. Познат е и терминот за одигрување на финалето, четврток 21 мај во 15 часот на терените на Фудбалската федерација на Македонија во Скопје во населбата Аеродром. 22 коло во втората македонска кошаркарска лига. Баскет Дином угостува на Борец Баскет во Велес. Останатите двојки се Радовиш Црндрим, Михајловски, Тетек Стетека, Бест Пелистер и Вардара Павете Баскет, слободна екипата на Шкупи. В сабота и недела се играат и мечевите од 14-тото коло од втората македонска пинг-понг лига. Еден надпревар е веќе одигран, Мултитек изјасола екипата на Скопје Рисови со 5:2. Винспин во Виница пречекува екипата на Струмица, додека Кочани е домакин на Крушево. Во Кочани ќе се решаваат победниците во детските лиги. Поканети се љубителите на фудбалот во што поголем број да ги проследат надпреварите помеѓу фудбалските надежи. На градскиот стадион Никола Мантов сабота ќе биде одигран овогодишниот Final Four во детските лиги. Ќе настапат 4 екипи што покажаа најмногу по генерации меѓу 10 што ја чинат лигата. Најдобрите на крајот од месецот ќе бидат дел од државното првенство кое ќе се одржи во Скопје. Во Кочани после 3 години такмичење во детската лига од генерации 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 до 2007. Упорно веќе
3 години работевме и веќе некој степен постигнавме. Значи, утре во Кочани ќе се сретнат после завршувањето на есенскиот дел од фудбалското првенство, ќе се сретнат првите 4 пласирани екипи кои изборија учество за Final Four. Екипите на Фудбал Старс од Кочани и Академија Апостолов Пандев од Штип ќе настапат во сите категории. 1934 Виница во категориите 2002, 2003, 2004 и 2005, додека Кочани има најмалку представници, односно 2 екипи во генерациите 2002 и 2003 година. Значи, утре се работи во Кочани од 9 часот наутро ќе започнат првенствените надпревари во генерации 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006. Додека во 2001 генерација ќе се одржи во градот Делчево, исто и дамо прво пласираните 4 екипи, само од генерација 2001. Кушевски вели дека постоењето на детските лиги ја оправдало целта и дека служат како регрутна база за подмладување на сениорските екипи во иднина. Завршија надпреварите во училишната лига во мал фудбал. Победник е екипата на основното училиште Никола Карев. Заврши училишната лига за основци во футсал. Во спортската сала во основното училиште Никола Карев беше одиграно последното коло. И во вториот меѓусебен надпревар, екипата на Никола Карев ја соладе екипата на Раде Кратовче со резултат 3:2. Во помалку возбудливиот надпревар, Малина Попиванова забележа победа над екипата на Крсте Петков Мисирков со резултат 2:1. Слободна ова коло беше екипата на Свети Кирил и Методи. На првото место од табелата заврши екипата на Никола Карев со 24 бодови, пред Раде Кратовче со 18, трета екипата на Свети Кирил и Методи со 12, Малина Попиванова е четврта со 6 бода и последно пласирана екипата на Крсте Петков Мисирков со 3. Со тоа екипата на Никола Карев стана севкупен победник во годинешната училишна лига во мал фудбал. Што се однесува до ракометната лига, која исто така е се уште активна, следната недела ќе биде одиграно последното коло. Со тоа и официјално ќе бидат завршени активностите во рамките на училишниот спорт за оваа година. По завршувањето и на оваа лига, локалната самоуправа ќе го одреди терминот за малата свеченост, на која ќе бидат доделени наградите на најдобрите екипи, како и признанијата за најдобрите поединци. Вестите на Канал 8 завршија, ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Имајте убав викенд. Довидување.